Состојбата со пожарите и огнените стихии во Македонија се менува од ден на ден, а можеби од час во час. Каква е последната состојба, ќе дознаеме од нашиот денешен гостин, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господин Стојан Чангелов. Добар ден, господин Ангелов. Добар ден и раководител на главниот штаб за управување со кризи, бидејќи ово интервју го правам како раководител на главниот штаб за управување со кризи, а не како директор на ДЗС, затоа што дирекцијата покрива само еден сегмент во тој, да го наречеме, противпожарен систем, кој што е составен од многу повеќе институции и од многу повеќе луѓе. Ќе се навратиме на таа тема, но ајде да видиме каква е состојбата. Од каде доаѓате? Каде е најкритично? Дали уште Марио гори? Никаде не е критично од аспект на загрозеност на човечки животи, кои што за мене секогаш се на прво место. Никаде не е критично од аспект на загрозеност на човечки имот, на куќи, викендици, пчеларници, цркви, манастири и така натаму. Но состојбата се менува од час во час. Додека ова го снимаме, може би после еден час да се јави ново состојба, затоа понекогаш моите изјави не кореспондираат со времето на објавување. И затоа постојано укажувам да имат разбирање и медиумите, но и граѓаните. Во претходните неколку дена водевме војна за заштита на две села во Мариовско, во Прилепскиот дел, кои што имиња на граѓаните не изначат ништо. За жал, вчера огнот префрли и на Битолска страна, односно преку планината. Се работи за многу негостољубив терен, полн со трња, грмушки, стрмни, падени, карпес терен, каде што е безмалку невозможно да се работи. Линијата на огнот отиде на некои мести повеќе од 20 километри, ова јавно го кажав уште првиот ден. Затоа што во некои Facebook групи се појавија обвинувања дека ги минимизираме. Напротив, јас јавно кажувам каков е пожарот и јавно ги поканувам сите медиуми, сум максимално отворен за сите медиуми кои што ќе дојдат на терен, онаму каде што гори, дали јас лично или некој од надлежните кои што се на конкретната позиција, да ги дадат сите информации од прва рака. Пожарот покрај Битолската страна се шири и кон Прилепска. Вчера постигнавме извореден успех, кој што дури за мене беше неочекуван. Го стопиравме на еден асфалтиран пат, кој што ако го објаснувам каде се наоѓа на граѓаните нема да значи ништо, но пожарот веќе не се движи кон Кавадаречко. Постоеше голема опасност овој оган да се прошири кон Кавадаречко и дури тогаш ќе имавме двојно поголем проблем и од онака, големиот проблем. Вчера успеавме да го стопираме на едно место каде што го заштитивме селото Крушевица, пред мои очи и пред очи на градоначалникот, на една точка префрли преку асфалтираниот пат. Самиот пожар има внатрешна динамика, најверојатно поради високата температура која што се создава на местото каде што гори поголема вегетација, доаѓа до вртлози, ветер кој што ги префрлат пламените јазици подалеку од вообичаено, затоа што кога гори трева, оганот не може да скокне 10 метри. Но ни префрли од другата страна, што повторно ја промени целата тактика на одбрана на село Крушевица, но благодарение на брзата реакција на градоначалникот, кој што претходно испрати доволен број на механизација, имавме 3 или 4 трактори, еден булдожер, со брзо работење по гребенот над селото, успеавме да го сопреме огнот, но селото повторно е под ризик затоа што сега од другата страна постои опасност да дојде огнот, иако околу целото село направивме прстен од чист појас, односно простор изгребан од вегетација на кој што нема трева, нема грмушки, огнот би требало овде да сопре ако не дува ветер, но таму се распоредени, би рекол, повеќе од доволен број на пожарникари и ако дозволите уште еден момент, во јавноста повремено кога луѓето ќе се исплашени, што е нормално човечко особина, бараат помош, повикуваат да дојдат доброволци. Не треба да се прави поистоветување на доброволните пожарникари кои што ги ангажира дирекцијата, кои што имаат соодветна обука, соодветна противпожарна опрема, имаат шлем, имаат противпожарна заштитна опрема, чизми, возила и така натаму, и некој обичен доброволец граѓанин кој што сака да помогне. Ако нам ни треба дополнителен број на луѓе, ни стои на располагање армијата и полицијата. Со наредба на врховниот командант, 300 припадници на армијата се ставени во состојба на подготвеност и ако ни е потребна итна реакција, ние може да ги побараме. Така што, ако ни требат луѓе, ние ќе повикаме војници и полицајци. Не секогаш зголемениот број на луѓе е гаранција дека некое село, некој манастир или куќа ќе бидат одбранети. Напротив, понекогаш може непотребно да изложиме на ризик човечки животи, бидејќи едноставно просторот не дозволува
повеќе луѓе да бидат на тоа место и успешно да работат. Добро, во Омариово претежно гори што? Трева и Висока сува трева, барут сува трева, грмушки и трња, на некои места има поголеми дрвја, оние повисоки дрвја не горат, огнот по тревата поминува под нив, дрвјата си продолжуваат да растат, бидејќи овој не е прв пожар во Омариово. Ова му доаѓа на еден начин како потшишување на природата, бидејќи за разлика од порано, сега нема стока. Оваа изјава беше земена на посмевка и дел од луѓето кои што следат оваа проблематика, но основниот проблем е големата вегетација, која што порано, кога Мариовскиот крај бил жив, стоката ја пасела или самите селани ја коселе за храна преку зимото и немало вакова количина на вегетација. Од друга страна, климатските промени го направија своето. Пред 30 години или пред 20 години во секој дол течел некаков поток, течели малку помали реки. Во овој момент, освен реката Црна, која што минува овде во непосредна близина како природен бедемна одбрана, други водотеци безмалку и да нема, дури нема вода од каде да наполни хеликоптерот. Така што се е променето и селувањето на селата е главна причина, значи кога би имало луѓе, кога би имало стока, би немало толку вегетација. Каква е состојбата со другите краишта во Македонија? Вториот комплексен пожар кој што подолго време ни создава проблеми е пожарот на територијата на општина Студеничини, кој што дел од Скопјани може да го видат, односно се гледа чад, бидејќи малку имаме активно горење и овој пожар на повеќето места гори ниско по земја. Горат остатоците од лисија, кои што некаде можеби се дебели по половина метар, подлогата над земјата гори сува трева, грмушки, трња и оние едни ниски смреки кои што кога горат се создава црна чад. Иако тие сточарите намерно ги палат за да не ги сметат за штетници во природата, сепак тие се гледаат од најдалеку и предизвикуваат паника кај граѓаните. Големите дрвја не горат цели, освен ако огнот не влезе во борова шума. Во овој момент немаме оган во борова шума, можеби горејќи да има по некој бор, но она што се случуваше, например, минатата година во јасен, сега го немаме. И повторно ќе повторам, високите дрвја ги преживуваат ваквите пожари. И пожарот се одвива на терен кој што е крајно негостољубив. Терен во кој што луѓе не може да се движат безбедно, значи може некој да загине, а го знаете моето основно начело, кое што не е мое, но јас го промовирав овде, safety first, со мојот англиски, знаат некои да го извадат, но како и да е безбедноста на прво место. Безбедноста на луѓето за мене секогаш е на прво место, бидејќи нови дрвја, грмушки и трева ќе израснат повторно, но човечкиот живот, ако некој загине, нема да се врати. Добро, Сонија Ангелов, се разбира дека човечките животи се најважни, но ако горат шуми, то исто така голема штета. Има животни кои што се загрозени на тие простори. Мислам дека е важно да ги зачуваме и шумите. Дали оваа година имаме, како е да речеме во Македонскиот Брод, дали таму има шуми кај што горат, или претежно се ова нискостеблеста вегетација? Гори претежно ниска вегетација, ќе повторам уште еднаш, оному каде што имаме високи дрвја, пожарот е претежно приземен, оди по земја, не горат целите дрвја. Кога би гореле цели дрвја, тие би се гледале дури од Скопје. Сега пожарите се видливи претежно ноќно време, кога нема светлина, тие светат и оддалеко се гледат и изгледат застрашувачки. За обичните граѓани нормално дека треба да изгледат застрашувачки, но за нас кои што го работиме ова, кога сме до нив не изгледа толку. Дали оваа година е полошо или лани беше пострашно? Имавме поголема огнена стихија. Вчерашниот ден може беше страшен. До сега, минатата година беше драстично полоша, но наредните денови не очекува зголемување на температурата и ме плаши динамиката која што се појави последните денови. Ако продолжи со вакво темпо, ова година исто така ќе биде лоша, но не сакам да кажувам зошто, да не му дадам идеја на некој криминалец или на некој пироман. Затоа што еден дел од пожарите се подметнати од користолюбие. Што значи тоа? Па некои намерно подметнат од пожари, надевајќи се дека потоа поевтино ќе ги исечат оштетените дрва. Добар дел од дрвата не горат. Ако вие отидете во Јасен, оному кај што беше минатогодишниот пожар, кој што беснееше на поголемо подрачје, дрвјата стоат цели и се употребливи како градежен материјал, некои дрвја како огревно дрво, значи тие не горат цели на нула.
И некој од тоа може да најде некаква математика, ние веќе ја разгледуваме варијантата како во некои други држави да се забрани сеча, но и тоа е меч со двеоштрици, ако не се исчисти опожареното подрачје, не може да се обнови шумата, но генерално стратешки, барем она што се однесува како мене, како мој став е дека ние мораме да се соочиме со новата реалност, која што всушност и не е толку нова, е веќе неколку децении. Глобалното затоплување ќе продолжи понатаму, пожарите нема да се намалуват, секоја наредна година ќе биде полоша од претходната. Погледнете што се случи во Франција, во Шпанија, во Италија, во Грција. Имаме паднати летала, имаме загинати пожарникари, загинати луѓе. Треба ли да престанеме да ги третираме пожарите како сезонска појава, туку како нова безбедносна реалност? Ние воопшто не ја третираме како сезонска појава. Јас ќе ве потсетам дека во текот на зимските месеци су имал многу интервјуа на кои што новинарите, вклучително и вашиот медиум, ме прашувале за пожарите, за подготвеноста, за ресурсите, така што сметам дека успеав темата пожари на отворен простор и шумски пожари да ја наметнам веќе одамна во јавноста. Сметам дека свесноста кај граѓаните е на многу високо ниво, благодарение на вас медиумите, бидејќи максимално објективно ги покривате пожарите, но и ние максимално сме отворени за давање на информации. Не одбивам ниту едно интервју, ниту една изјава кои што се поврзани со пожарите, бидејќи е корисно. Од секој медиум различна категорија на граѓани може да слушнат за опасностите од пожарите, пред се како може да настанат пожари. Некој пат од едно обично наивно поведение, кај што оној кој што предизвикува пожар воопшто нема таква намера, си прави скара, фрла отпушок од цигари, запали логан да го зачисти ѓубрето во дворот, а дворот му се наоѓа веднаш покрај шумата во последната куќа од некое напуштено село. Многу наивни поведенија ни предизвикаа катастрофални пожари. Има ли пиромани? Сметам дека бројот на пиромани е многу мал и не знам дали досега сме идентификувале вакво поведение. Криминалните мотиви, мотивите од користолюбие, кои што ги спомнав, но и прикривањето на траги од кривично дело од дрвосеча. Многу од ова шумска мафија, да наречам во наводници, кога ќе исечат одредено подрачје, потоа го палат, на тој начин ги кријат трагите и излегува дека еве дрвјата изгореле, а тие претходно ги исекле на нула, останале само грањките. Горат грањките, онаа вегетација која што остаток од дрвјата кога се сечат. Добро, казнената политика дали може да се смени, да речеме да биде поригорозна, да се работи за мафија, да се работи за пиромани, едноставно да има поголема контрола или санкционирање на оние што предизвикуваат пожари? Мислам дека треба, но не очекувам дека тоа ќе имаме резултати. Всушност, полемика на оваа тема се води сега низ цела Европа. Строгата казнена политика секако дека малку ќе помогне, но пред неколку години една, ќе речам, баба, многу возрастна госпоја, правејќи ајвар, направи на едно место голема беја, каде што користевме хеликоптери, авиони и изгоре едно поголемо подрачје од вегетација. Се разбира, МВР дојде ова пред 3-4 години. И сега вие таа возрастна госпоја треба да осудите, например, на 10 години затворот. Таа ги живее можеби последните години од низиниот живот. Не знам колку тоа ќе делува превентивно. Мојот став е поинаков, ние треба да се прилагодиме на новонастанатата реалност и за почеток нешто што е безболно и ефтино и за кое што упорно повикувам, а на почетокот не идуваше ни смејување, впрочем, како и добар дел од моите изјави кои што потоа стануваат дел од, да речам, наративот кој што го користат и медиумите и граѓаните. За почеток граѓаните ќе ни помогнат чистејќи ги нивните дворови. Особено ако дворовите се наоѓаат во последните куќи, и тоа не треба да биде село, може да биде некој град, некој помал град. Ако некој човек во дворот има вегетација, има сува трева до колена, а дворот му навлегува во блиската ливада, која што е со сува трева или блиската шума. Знаете колку енергија трошиме на одбрана на вакви објекти или на осамени објекти. Знаете дека претежно нашите манастири се прават намерно на места кои што се во близина, но доволно далеко од населените места, на некој ридче, на некоја висинка, која што е многу убава за одмор, за некој да отиде да се помоли на Бога, но тоа е отежнувачка околност кога треба да го гасите тој пожар. И сега ние треба да пратиме по една екипа да бранат, например, повеќе објекти, дали пчеларник, дали манастир, дали трло,
а остануваме без доволно сили кај селото каде што е главнината. Се слагам дека има несовесни граѓани, господин Ангелов, но Не се несовесни луѓе, јас ќе те коригирам. Само јас сакам да ве коригирам вас. Не секогаш се виновни граѓаните. Во Македонија, локалната самоуправа некогаш не си ја врши својата работа. Има многу напуштени куќи, напуштени простор во општините кој што е сува трева или гранки или грмушки или дрвја. Напуштени куќи има. Не знаеме секогаш дека градоначалникот или службите доаѓаат да ги очистат и таму може да падне жарче и да изгори цела населба. Значи, какво е вашето искуство со локалната самоуправа и нивните обврски за превенција од пожари? Не е работа на локалната самоуправа да оде да ги чисти или проверува туѓите дворови. Кога ме прашавте за казнената политика, јас би вовел Како не е работа, финансиска па кој ќе се казна. грижи за тие напуштени простори? Има простори што се во собственост на општината. Собственикот. Нема ни собственици, тоа е општинско земјиште. Токму тоа ни се случи пред 3 дена, кога помина низ селото, веќе ги мешам, премногу села се пред 3 дена, селото во Мариовско, Крушопек, беше второто Крушевица, првото село, помогнете ми таму во телефон, видете како се викаше, кај што излегува информација дека изгореле 20 и 30 куќи, што е неточна, не е злонамерно, не е точна вест. Во ова село јас бев лично и вчера, и завчера, и завчера кога стана пожарот. Сите луѓе кои што живеат во ова село, ноќта си ја поминаа во нивните домови. Не изгоре ниту една куќа во која што живеат луѓе. Куќите во кои што живеат луѓе, тие чуват стока, кокошки, можеби коза и вегетацијата е мала или ја нема во нивните дворови. Изгореа куќи кои што можеби се напуштени пред 50 години, пред 30 години, можеби собствениците се починати или се во во селата, странство. ви кажам за градски населби. Во градски населби кај што има куќи каде што е многу поопасно. Оставете го Маријата. Согласувам со вас, но ние досега, освен минатата Мене ме година, интересира локалната самоуправа, дали си ја врши својата работа, не само граѓаните ќе си ги чистат своите дворови. Подсетете Вие ме, знаете дека комуналната хигиена не работи како што работеше подсетете ме во кој град сме Има имале многу во населбите пожар од отворен простор кој што навлегол. Не се Не е сеќавам. само отворен простор, збориме за населби во Тоа е Скопје. надвор од опсегот на темата која што јас ја покривам, може да зборувам и на таа тема, но Превентивно, значи тоа е многу поопасно. може би е да добро не да кажам, го повикате градоначалникот на град Скопје или некој друг градоначалник за оваа тема. Мојата цел се заштита на граѓаните, имотот на граѓаните од шумските пожари, пожарите на отворен простор, надвор од населените места кои што знаат да ги загрозат претежно полунапуштените или напуштените села. Урбаните населби имаат друга динамика, во сите нив имаме асфалтирани патишта, огнот тешко ќе помине преку асфалтиран пат, но во одредени услови, ве видовме во Франција, во Шпанија, дека може да поминат, но ова е добра забелешка од ваша страна и треба да работиме на кревање на јавната свест. Се согласувам со вас, но за ова треба да ја повикате градоначалниците. ама генерале, не живеат сите во аеродромни во центар. Скопје има Сара, има Радишани, Бутел, Газибова. Тоа се делумно шумски предели. Значи на крајот на куќите каде што живеат е шума и лесно може да стане пожар. Во моите јавни апели, јас ги замолувам или ги повикувам граѓаните да исчистат вегетацијата од своите дворови. Повторно ќе го кажам. Кај да ја фрлиме таа вегетација, господин Ангел? Во нашите дворови кои ќе изчистиме тревата и блиските гранките, контейнери. нема такви контейнери. Ќе Не се ни ги јавите собира. кај вашата Не ни ги локална собира. власт. Тоа не било нивна задача. Ќе Не ги остават пред ќе двор. реагирате, мислам дека Па 100 пати сме реагирале, sa што да направиме? Ќе излезе дека сме кажете против. ми конкретно каде, бидејќи јас имам многу позитивни искуства со новата локална власт во градот Скопје. Конкретно Орци има задолжено едно младо и амбициозно момче кој што младо во однос на мене, не е толку млад. Секаде каде што има реакција ваква од граѓани, иако не е моја Па не надležност, можам се ја да јавам кај реагирам, него. само јас реагирам затоа што сум медиумски Ама не присутен. сум Не јас може сигурен дека граѓаните. вашата изјава е целосно точна, каде тоа нема собрана косена трева. Не сум сигурен дека вашата изјава е целосно точна. Може би имаме, Ќе ве поканам да видите или ќе требало да поканам пријавете. градоначалникот. досега. Може треба да прошета полициите каде што е градоначалник. Не е за да види. работа на градоначалникот да па кој да шета. промени стани? Дали па знаете Скопје колку време ви треба Скопје да го прошетате? Градоначалникот на општината за кој што говорам, локалните градоначалници, не зборам за градство. Аеродром има 100.000 жители, ако Но градоначалникот на аеродром не е проблематичен. како Проблематични не, се а мисли овие. че каде се наоѓа?
Добра, Радишани кај се наоѓа? А Газибава кај се наоѓа? Сакам да ви кажам дека Има ли шума во Газибава? се разбира, но значи зборуваме за големи територии, тоа е работа на локалната власт, не баш на лично на градоначалникот сега да не ги напаѓаме, но да, тие треба да се организираат. А не вие, не градоначалникот, значи само граѓаните треба да си чистат и да го фрлат. Требаат игранките да ги остават Еве вака, ако некој граѓанин не знае каде да нема, фрле, нема камиони, комунална нека се хигиена. јават на мојот приватен телефон, не го кажувам во емисија, но сите го знаат, го немам сменето повеќе од 20 години и јас ќе организирам требата да и биде фрлено. Еве, ја живеам во Радишен. Воред после И стално го емисијата ќе ми ја споменувам, дадете адресата, ќе се јавам на првиот соработник Норци, денес вашиот отпадок од трева ќе биде собран. Па не, денеска тоа треба некој да принципијално знае. треба се собира. Па немаат камиони, немаат што да ги соберат. Знаете дека во тек набавка на повеќе камиони овие за фрлање на Чекаме, ѓубре. да, многу и чекаме Па, со. таква инфраструктура затек на Орце. Сега не може тој да ги измисли камионите, тие се ресурси. Не можете да бидете портпарол на Орце, нека се брани сам. Вие мислете на вашите Ама не е обврски. тука Орце, вие ме прашувате за проблематика. Да, се извинувам. Нема проблем, јас ви реков, јас Имаме ли за вашата обврска што имате, имаме ли доволно капацитети, дали од година на година се опремува и ЦУК и дирекцијата и штабот за да може, бидејќи многу забелешки имаше дека немаме доволно хеликоптери, немаме канадери, немаме пинцгауери. Како е сега состојбата? Немаме. Имаме повеќе од лани, имаме повеќе од пред 2 години, повеќе од пред 3 години, но дали имаме доволно, се разбира дека немаме. Ниту Франција нема доволно, ниту Шпанија. Погледнете што се случи. Ајде да направиме една компарација меѓу нашата армија и француската армија. Не правам забелешка. Прашувам Јас знам дали дека не имаме е доволно забелешка, и се дали обидувам. Ние никогаш нема да бидеме толку подготвени колку што пожари може да има и колку што Сигурно Грција цела гори, Невозможно Грција е. сигурно поопремена од нас. Единствената Тоа е феномен. Јас излезот го гледам во зголемување на граѓанската свест и мислам дека тоа успешно го постигнуваме благодарение на вас медиумите. Значи, граѓаните се исклучително совесни. Несовесни граѓани кои што ненамерно или злонамерно предизвикаат пожари е многу мал, би рекол символичен, од можеби од неколку илјади луѓе или од 10.000 луѓе еден, но тоа е доволно за катастрофа. Добро, што најмногу ни фали, да речеме? Што мислите дека треба допрва се уште да опремува? Хеликоптери, авиони, кој дел од опремата е најбитен? Ќе пристигнат повеќе хеликоптери во армијата, делумно ја гледав изјавата на министерот оваа година неколку, наредните ќе пристигнат следната година, но вчера при користење на полицискиот хеликоптер луѓето кои што гасеа на земја беа во моја близина, замолија хеликоптерот повеќе да не и помага, бидејќи во неговиот низок лет дојде до распалување на тревата. Значи има разлика дали се гаси трева, грмушки, високи дрвја, но потоа повторно го замолив пилотот да фрла од повисоко и беше покорисен. Перките на хеликоптерот создават силно воздушно струење, тоа го знаете сите. Кога тој лета на 10-15 метри, зашто треба голема вештина и храброст од самиот пилот, тој го разгорува, тој ќе изгаси оному кој што ќе падне вода, таа ќе изгасне. Но остатокот го разгорува, така што ние и кога би имале сега 20 хеликоптери, ние нема да го изгаснеме Мариово. Пред 3 години, мислам дека беше пред 3 лета, кога гореше другиот голем пожар во Јасен, имавме меѓународна помош која што јас ја координирав. Во еден ден направив концентрирано гасење 15 летала. Нашите ер трактори, мислам дека имавме и канадер на располагање, не сум сигурен, но имавме и туги ер трактори. Не ми текнал сега од кои држави, бидејќи секоја година е различно, но генерално имавме 15 летала меѓу кои што оние Black Hawk, кои што имат по 3 тони ведро. Резултатот беше 0. Тие фрла концентрирано, покривавме еден правец да го скинеме еден крак, не успеавме затоа што да ви направам сликовито едно од моите компарации кои што знаат да бидат интересни за јавноста. Кога јас оваа чаша вода би ја фрлил во огниште, оно обично домашно огниште, таа ќе падне внатре, набрзо потоа ќе испари огништето, нема да биде изгаснато. Зборуваме за домашно огниште или огниште за скара, на кое што некој ставил решетка и прави скара. Таква е разликата. Едноставно, ние ќе работиме на зголемување на ресурсите, но спасот од пожарите е во развој на свеста кај граѓаните и правење бедеми од одбрана на населените места и објекти кои што треба да ги браниме. Ние го гониме пожарот во Мариово благодарение на локалните пожарникари и
доброволните пожарникари ангажирани преку тимовите за брз одговор на дирекцијата. Ние имаме изворедни резултати. Јас сега можам во мобилно да ви покажам извештаите кои што ги добив утрово. Луѓето на вистина се даваат себе си, битолчаните, битолските доброволци, Кочани, Свети Николе, сега моментално си и Виница, кои што гасат и користиме доста и контрапожари, имат изворени резултати, но потоа пожарот ќе ни дојде од позади, се движи како змија и повторно ќе го изгори она што ние сме го спасиле и во суштина ние го само забавуваме и она е неизбежното, го одлагаме неизбежното. Она што ќе изгори сега, гори после неколку часа. Можност е да го сопираме на поголемите како што се асфалтирани патишта и во тоа успеваме. Колку време се гасите пожари? Јас 6-та година ги координирам, но не сум пожарникар. Јас сум сервис на пожарникарите. Условно сте секогаш на местото каде што име најчесто гледаме таму, иако сте директор. Минатите директори дали гасеа пожари, дали беа на местото на... Ова прашање сепак треба да го патите до нив. Мислам дека еден дали од се нив... сеќавате вие дека Не, спрема она што ги прашувам, еден од нив бил на една вежба, мислам дека двајца. Двајцата пред мене биле на една или на две вежби. А што е разлика ако не сте на ЦУК, а сте директор сега на дирекцијата? Сега ќе спомнам еден момент кој што се однесува на ефикасноста на законодавната и извршната власт. Минатото лето, пред да се случи мојот трансфер во ДЗС, Собранието го промени законот за управување со кризи и наместо како дотогаш главниот штаб за управување со кризи да го води директорот на ЦУК, Собранието му даде одврзани раци на председателот на владата да избере лице од составот на главниот штаб, кој што ќе го раководи главниот штаб. Погодувате дека премиерот ме избра мене поради искуството, додека новиот директор да ги поднаучи работите, бидејќи зборуваме за сериозни работи и тој исто напредува, учи секојдневно. Но јас го водам овој главен штаб 6-та година и за прв пат од минатата година овој главен штаб го води човек кој што не е директор на ЦУК. Исто така, ова лето... Ги носите ли таму на терен, овие вашите што ги... Не, новиот директор на ЦУК доаѓа на терен, да, ќе го пофалам, оди на терен. Значи, ова лето на моje барање, на мој предлог, Собранието, се разбира, пратеници предложи една измена која што ние ја подготвивме, направија неколку мали измени на законот за заштита и спасување кои што мене целосно ми ги одврзаа рацете. Тоа значи дека сега, за разлика од порано, кога градоначалникот формално правно требаше да побара помош, поради што губивме драгоцено време, бидејќи градоначалникот не е должен 24/7 да е достапен, а јас сум. Јас спијам со вклучен звук на телефонот и ретко кога спијам непрекинато повеќе од 1 или 2 часа. На тој начин можам директно да барам помош, како што се случи вчера. Тогаш кога сватив дека селото е реално загрозено, побарав помош од кавадарци кои што за повеќе, можеби за час и пол беа тука благовремено, дури побарав помош од Скопската бригада кои што веднаш тргнаа со тревога и дојдоа благовремено таму и исто така побарав помош од армијата вчера за прв пат превентивно да бидат меѓу куќите, бидејќи возрастните жители не сакаат да се евакуират. Понекогаш евакуација значи да ги преместите 500 метра понатаму каде што изгорениот простор и тие се безбедни. Возрастни луѓе кои што цел живот живеат во нивните куќи, неколку не сакаат да излезат и проценивме, бидејќи благовремено го сопревме огнот, но ако требаше да се направи евакуација, побарав од МВР да испрата дополнителни екипи кои што веднаш стигнаа. Така што има максимално одврзани раце, целиот систем е контролиран од една точка. Јас го водам штабот, но јас не сум сам во тој штаб. Овде имаме врвни професионалци од ЦУК, од ДЗС, од армијата, полицијата и така натаму. Ангелов, секогаш добро работите, сте вложувате максимално себе си? Јас се вложувам максимално себе си, а дали работам добро, секогаш, дури јас самиот кога ќе изработам нешто, отпосле откривам други начини. Значи, моите одлуки ги темелам на информациите кои што ги имам во тој момент, кои што понекогаш може да бидат погрешни. При тоа факторот време има одлучувачка улога. Вие немате време за размислување кога ќе настане одредена панична ситуација. Мене паника не ме фаќа, јас се трудам да ја смирувам паниката. Паниката е наш најголем непријател. Понекогаш најчесто одлуките носени во паника може да бидат погрешни и да изложат луѓе на опасност. Па ако дојде нож на коска и да изгорат повеќе куќи од селото, ние сме сепак држава, ќе ги обештетиме луѓето, битно е да ги спасиме луѓето. Оваа година немаме изгорено куќе во кое што живеат луѓе. Дали премиерот е задоволен од вашата работа? Ова прашање треба да го патите кон него, не знам, не сум сигурен,
Предпоставам дека е, бидејќи досега од него уживам максимална поддршка и има максимално одврзани раце. Не ме прашам и две предпрашања за оно што сакам да ја прашам. Често бевте критикувани на мета на забелешки, додека не бевте во оваа влада, а ја работевте истата работа, бевте критикувани токму од премиерот и неговите соработници и од граѓаните кои што сега верувам се задоволни од вашата работа. Што се смени во односот? Вие работите исто, а сега сте добар за граѓаните. Мислам дека кога премиерот и останатите представници на актуелната владеачка коалиција, кога одблиску ја запознаа мојата работа, видов дека во суштина сум работил доста квалитетно и можеби тоа беше една од причината да останам на оваа позиција и да бидам прекомандуван во ДЗС. Ви се извинија за тоа што ја критикува? Во политика нема извинување. Јас не се лутам ниту на сегашната опозиција која што претходно ме фалеше, а сега ме напаѓа. Иако умерено, но тоа е работа на политичарите, работа на опозицијата е да критикува, да наоѓаат забелешки, но јас наместо да се лутам, имам еден сериозен пристап на сите забелешки на опозицијата, ги анализирам, внимателно ги читам и размислувам дали некои се издржани и нешто може да се промени. Оваа кошула ви е нова униформа на сите во штабот или ова е? Ова е моја приватна кошула, ми се допадна, ми ја одбрав всушност сопругата и ми е драга и ја носам, за да не губам време да мислам што да облекувам, си ја носам оваа кошула. Ама често сте во неа, имате повеќе вакви кошули? Имам една, си ја перам љупчо, во текот на денот ќе најдам некој чешмак и некој село, ќе ја заперам. Топло е времето, бргу се суши, некојаш и ако е запотена, знаете, ние ќе употребаме еден народски израз кој што може пак ќе му извадат, кога сме на терен, ние понекогаш корнеме на пот и на чат. Да, се шегувам. Исто како вчерашниот ден, кога се вратив дома, не можам да се одмирисам половина час, морам најмалку 2 пати со различни детергенти да се поминам за да не мирисам на чат. Се шегувам, се разбира, тоа е. Се разбира дека јас се шегувам. Соодветно на работата што ја извршувате. Но се покажа многу жилава, трпи доста перење, бев исплашен да не се распадне од толку перење, затоа што нова кошула и предстои перење уште еден месец. Нешто сега да ја прашам што можеме не е во вашиот домен, околу заштитата на пожарите. Вие сте надлежен за гасење на пожарите. Меѓутоа, има една наука која што вели, ако вие сега правите бариери, асфалтен пат или со багер, го пресекчувате огнот за да не може да префрли на другата страна, во моето досегашно искуство како новинар, имам слушнато теорија дека кога се пошумува, дека во периодот на садење на садниците треба да се остави простор за во случај на пожар да не преминува пожарот од една кон друга страна. Значи се прават како големи парцели, оградени од празен простор. Дали тоа може да е добра тактика и дали сте сретнале дека досега има на теренот такви места? Но прашање соодветен одговор би ви дал директорот или заменикот директор на национални шуми, но ќе одговорам јас од оно моје скромно познавање овие 6 години. Да, на многу места има вакви пресеки, противпожарни пресеки, но на исто така на многу места тие воопшто не се одржуваат и се полни со вегетација. Природата си го прави своето, ако не чистите си растат нови дрвја. Но на Китка нема пресеки. Таа е природна шума, само од себе стара, претпоставам илјадници години. Ние имаме многу стара шума и да, овде се согласувам со вас, дури кај природната шума треба да се направат пресеки, но помалку се плашиме од екологистите кои што знаат бурно да реагираат за едно исечено дрво. А замислете кога ќе почнете да правите појас низ Китка. Но ако сакаме да имаме шума, ќе мора да очистиме добар дел од шумата. Тоа значи, ако ја гледаме вака во вкупна бројка, имаме шума од 100%, треба едни добри 20-30% да се намерно исечат, за да ги зачуваме останатите 70%. Во спротивно, Македонија, можеби не сега, за 50 или 100 години, ќе стане прерија. Не само Македонија, сите европски држави, воедно на многу места каде што имаме култивирано садење на шума, погрешена е сортата, односно врстата на шума, треба да се садат дрвја кои што се поотпорни на оган, затоа што одредени врсти на бор, на смреки се имаат многу смола и многу лесно горат. И ние едноставно и даваме на природата горлив материјал. Има во Австралија некои такви дрва кои што не горат, едноставно се обновуваат додека гори.
Има во светот. Не верувам постои. дека тие од Австралија ќе успеат во Македонија, но Сакам да кажам дека природата се слагам со вас, сама да. тоа го направила. Но во суштина, да го упростам проблемот, пред 50 години не било волку топло, немало пореметување на климата, го немало глобалното затоплување, имало многу вода во секој дол, имало потоци, имало реки и имало многу луѓе кои што имале многу стока. Козите ја пасат тревата и ги брстат ниските гранки. Така што и ако има пожар кој што ја гори тревата, не ги фаќа гранките, затоа што ниските гранки ги јаделе козите. И овците? И овците, да. Ама ете се овци Сега нема. за жал ние немаме кози и Ете овци, се 10.000 крави има, но претежно во фармите. Затоа и овде е еден од начините како да се намалат ризиците од пожари. Ако го кажам сега дека треба да го развиваме сточарството, не е едноставен процес, не е едноставен начин, бидејќи за почеток ние немаме вода. Многу луѓе не чуваат стока затоа што нема треба да носат вода од градовите во буриње, немаат каде да се напијат овците, кравите, козите вода. Но ова е бара едно елаборирање малку подолго, ќе ме повикате во некоја друга емисија. Ќе ме повикаме за политички прашања, бидејќи сега не е таква ситуација. Стојам на располагање, вие сте разговараме. искусен новинар, прв пат ке вас имам гостувано пред можеби 7-18 години, можеби повеќе, така што стојам на располагање да одговорам на секое ваше прашање, колку и да е тешко или непријатно. Благодарам што бевте гостин во Слободен печат. Стојан Ангелов за пожарите и кризната ситуација во Македонија беше оптимистички, ми се чини дека се справувате добро со појавите. Повеќе од добро, но со ова нема да се согласат оние кои што го гледат огнот, но јас размислувам како генерал, не како војник. Генерал Стојан Ангелов. Благодарам уште. Благодарам.